Почитувани ви посакувам добар ден и добре дојде во емисијата Очи во очи. Колку човеки да се обидува да ги одбегне дневно политичките настани, тешко може тоа да го направи, особено како што одбројува времето, одбројуваат деновите до вториот круг од локалните избори. До толку повеќе како што пак и политичарите имаат или честопати употребуваат славодобитно дека го разоткриле другиот, маските паднале и така натаму, се чини дека овој пат непосредно пред вториот круг не се знае чии маски повеќе паѓаат или повеќе се ставаат или кои какви маски има воопшто. Сето тоа би рекол внесува само и уште повеќе дополнителна конфузија, но и неизвестност во се повеќе неизвестност околу исходот, во се повеќе општини во кои ќе треба од 33-те за кои ќе се одржи вториот круг парламентарни избори. Пред се тука станува збор за Брвеница, Струга, Тетово, Дебар, но и многу други. А настани во изобилство, за жал од оние негативните, дали оној истап на кандидатот на Вреди за Брвеница, кој објави соработка со ДУИ, па потоа реакциите од тоа, дали изјавата на лидерот на БЕСА Билал Касами, кој е и всушност еден од лидерите на Вреди, кој јавно кажа дека во Кичево ќе го подржи кандидатот на опозицијската национална алијанса за интеграција НАИ, предводена од ДУИ, а при тоа за него излегуваат уште нови афери, телефонски разговори, која до која, што самото по себе отвора елементарни прашања околу етичност, принципиелност и така натаму, а камоли нешто повеќе. Па потоа, преку тоа дека има и такви кои, како да речеме, двајцата независни кандидати од Македонски брод кои објавија дека се повлекуваат, образложија дека, цитирам, не сакаат да создаваат поделби меѓу граѓаните. Кој знаете, зарем има и ваков пристап, гледате, некој воопшто не перцепира скандалозно однесување на другиот, па уште јавно вели ќе го поддржува, друг пак вели дека ќе се повлече. Трет, како што Билјана Ивановска, таа вели дека нема да повикува воопшто за кого да гласа, цитирам, нема да им кажувам на граѓаните за кого да гласаат. А да речеме пак помеѓу премиерот Мицковски и актуелниот градоначалник на Карпош Стефчо Јакимовски, имаме исто така до крајност реторика, дали Јакимовски коленичел кај Мицковски и го молел, како што вели Мицковски, или обратно, како што Јакимовски категорички негира и го отфрла тоа, Мицковски му дошол со список со вработување, барање за вработување и со урбанистички маркици. И човек не знае што е полошо сега, дали овој да коленичел или овој да барал такви работи, или воопшто кој не ја зборува вистината или кој не лаже, или двајцата лажат, а всушност не направиле ни едниот ни другиот. Кој ќе го знае, но сето тоа, велам, внесува, тоест не внесува во тој навистина свет на политиката, во кој треба да избереме човек со интегритет, над сите поделби за мултиетничко општество, а секаде гледаме само спротивното. Нееднаквост, неединство, етнички поделби, интереси, непринципиелни никакви однесувања, изнесувања на, како би се кажало, валкани алишта во јавноста, а човек и не знае воопшто и дали навистина и кој ги извалкал, или се местенки од еден од други, така натаму.
Ете, сето тоа некако ја велам наметнува потребата да не може да се заобиколи темата околу неизвестноста. Впрочем и повикувањето на тоа кој кого ќе подржи покажува, би рекол, ако не една многу едноставна работа, а тоа е дека се нема доволен капацитет, се нема доволна сила, инаку не би имало потреба да се бара подржување. Иако и самото подржување е проблематично и тоа еве сега и се покажува и ги предизвикува тие поделби. Ако некој би сакал некого да поддржи, тогаш гласачот ќе си гласа директно за тој, што има да гласа за овој, за потоа друг да го поддржи. И велам дополнително се во насока на тие мултиетнички тензии, очигледно еве покажа и таа идеја на повикување на поддржување, кој кого ќе поддржи, која во суштина покажува навистина слабоста воопшто, односно уживањето на доверба воопшто на партиите. Од она малку што еве рекордно во првиот круг на локалните избори излезе, 48 некаде и пониско се соопштува цензусот, па се до она конкретна бројка колку партиите ја имаат и дебатите која колку од нив загубила од гласовите во однос на минатогодишните парламентарни, дали тоа било исто или не било исто, веројатно ако статистиките биле дека добиле, тогаш би било исто. Вака не е исто и се сведува на тоа кој повеќе загубил, а факт е дека излезноста се намалува и дека процентот на партиите кои имаат поддршка исто така рапидно се намалува и тогаш од тие малку трошки кои секоја ги има, нормално мора да се бара еден друг да се поддржи за да се соберат неколку трошки да може да се направи нешто. Во секој случај има и големи ветувања, токму премиерот Мицковски од една страна, велам, не знаете кој што правел, дали Јакимовски коленичел или Мицковски барал вработувања и маркици, а дополнително Мицковски најавува дека проблемот со сметот во Скопје ќе има разврска и тоа Орце ќе го исчистел за 72 часа, што си праќа одлична порака, значи ајде, ете го главниот, другите не можат да го исчистат, но тој за 72 часа ќе го исчисти, а при тоа велам како да веруваме во ова кога не знаеме кој коленичел, а кој или дали некој коленичел, а друг барал маркици. Така да ете сета таа неизвестност од вториот круг, но и би рекол навистина не е толку кој знае каква понуда, особено во тие морални, етички и интегрални сфери, како што би кажале, имајќи ги предвид сите овие препукувања. Еве, веќе и повеќе од доволно кажано за да остане нешто време и за вас, а има и тоа како уште да се кажува и реакциите потоа на Рамадани од Брвеница, за коментарот на Мицковски, дека ќе ги изгубел изборите по таквото скандалозно однесување, тој му возвраќа дека има нешто поважно, а тоа е честа и така натаму, и на крајот од краиштата во што човек да верува, кој е во право, а и зошто сите тие работи околу коленичења и маркици и слично не ги решаваат сами и околу честа и не ги пријават во обвинителство ако некој барал маркици и така натаму, отколку нам јавно да ни го соопштуваат ова. Впрочем и како ете тие нови снимки сега со кандидатот во Кичево, што ќе правел веќе и како ќе правел на оние најпримитивни начини, ако е да се верува на снимките. За автентичноста, инаку, дека некој го зборува, тоа го зборува, но прашањето е на автентичноста. 60-91-924-925, еве, ајде да почнеме, па што мислите вие? Добар ден за првиот гледач, повелете. Ало. Добар ден, повелете. Поштовање, господине. Исто така, поздрав, почитување до вас.
Имаше еден човек, легенда македонска и југословенска, Велибор Джаровски Джаро. Така, да. Тој се мешаше и во политика, и во спорт, и во економија, све. Сега овие ќе го надминат. Нека почива во мир, Джаров беше легенда. Го знаеме сите, ние постарите, помладите, ако не знаат, нека прашат ќе им кажи. Сега на овие избори ќе го надминат Джаровски. Ќе има мешетарења, чудо ќе биде. Него да не биде чудо, ја пак ќе речам, исто ќе си биде како до сега. Колку да го избериме, ќе биде чудо. Ние сме македонците чуден народ. Какви дувари ни правеа, исто комуналец, ни прават уште, исто јавни собраќаи, и пак одиме да гласаме. Чудо сме. А да се скратат тие маките, ќе речам јас, да ги снема од политичка сцена ове 4 партии. Нека ни дојде некој од страна да не оправи, пошто државата ни е во хаос во сите сегменти, не само за ове локалните, на цело ниво, на државно ниво. Чаре не знаеме, не знаат. Еден куп, а имаме паметни луѓе, ама не може да дојдат до тие што се покварени, расипани, што само за нив мислат. Пак ќе речам, да ги снема од политичка сцена, нека побара Мицковски помош од словенците, нека отиде во посета кај нив, не само во Америка бил, не во Енглеска, не ваму, со една екипа од 7-8 министри, да оди помош да побарат, да видат како се работи, начинот како се работи, ако сакаме да оправиме Македонија. Ако не, верувајте, ќе биде како што испадна најерба политичар Ахмети, како што рече, како и за сега. И ќе си имаме муки во сите сегменти, и на локално ниво, и на државно ниво, и сегде. Благодарам, поздрав до вас. И одиме на гласање, но се помалку, тоа е факт. Се додека на некои следни избори не разувери цензусот кој би го покажал спротивното, дека расте излезноста. За сега се намалува во континуитет на сите избори, барем наназад 15 на години, со што на овие локални, колку што гледам јас за прв пат, е под 50%, што не верувам дека нешто многу ги загрижува партиите, затоа што барем кога станува збор за локалните избори, има уште да се падне до оние 33,33% цензус, кој е исто така проблематичен, нормално, кој го смислил и кој го донел, па ете, ајде погодувајте, јасно, како и кривичниот законник и слично. Мислам како го смислиле, кому да му одговара. Но, велам, и ако падне и под тој цензус, ќе си назначат своји повереници, па човек не знаете што е полошо. Затоа во секој случај, да, излезноста и тоа како битна од повеќе аспекти, но ако ништо друго и за да не биде евентуално злоупотребен гласот, но и за да се спречат токму такви работи, назначување на повереници и слично, така да макар и неважечко ливче, ако веќе немате за кого да гласате, отколку е подобро би рекол отколку не гласање. Иако јасно, најдобро е да се препознае некоја опција. Зборувам за оние кои нормално мислат, расудуваат, се обидуваат да препознаат нешто, а не кои однапред знаеле и ќе знаат. Барем додека не се смени тркалото, па не почнат да губат тие нивни фаворити, па послушник, ќе најде друг, па повторно ќе биде само на друго место. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, повелете, ве слушам. Исо Милен Демири од Кичево ве поздравувам. Исто така и јас ве поздравувам, повелете. Одомна се немам јавено. Така. Меѓутоа се јавувам денеска да демантирам некои работи. Повелете, да, добро. На 17.10.2025 година. Добро. Во вашата емисија Очи во очи Добро. се јави за дебата еден граѓанин кој што неколку пати го спомна моето име. Добро. Иако јас воопшто не учествував во дебатата. Добро. Па ќе се послужам со техниката поубедливо да ви докажам. Никој не може да ме плати помалку колку мога ја да работам. Тоа не се случи во Југославија и продолжува. Додека и последниот комунист не стане од Македонија. Како нема, Македонија нема дион. Комунизам е оган кај што пане треба 100 години мирно. Така да, ние
Ова беше дискутантот. После тоа се јави еден друг дискутант, па чујте го ова. А да го кажа само на тој Милајме дека Сојузот на комунистите, комунистичката партија ги поведе партизаните со слобода и од палиските и од фашистите од Бугарија. На тој бугаринот, што ние македонците се сакани и се помани, оделе социјалистите против ustaшите, да го кажам дека тој никогаш не може да биде македонците истински граѓани на оваа држава. Или другите, тој Милај од Советски сојуз албанец е, знам дека албанец не зна што го боли, зошто да нема зошто такови, тако да нема ние комуниза не остане, зошто посметале комунистите сте дали дека се борят против балистите или против болгарите, или да клеветаме желичен полицаец. Да, дајте уште Во некоја секој секунда случај- да се објасниме. Повелете, да. Момент само. Да. Ако сакате 10 секунди да ми Да, слушам. Повелете. Ова е мојот сограѓанин. Очигледно ги измешал лончињата. Може би гледа, може би халуцинира, може би гледа други работи, што ние не ги гледаме и не ги слушаме, а тој ги гледа. Поради тоа, барам јавно да ми се извини, воспротивно она што го кажа за мене, ќе треба да го докаже пред судските органи. Јас во секој случај не сум го кажал тоа и уште еднуш ви кажувам дека воопшто не сум учествувал во дебата. Ве поздравувам, благодарам за... Да, секако ви благодарам и вам и жал ми е за еве непријатностите. Нема потреба за уверување, ниту мене да ме уверувате, ниту останатите учесници, од едноставна причина, затоа што мислам дека сите тоа добро го знаеме. Вашето учество, односно неучество во дебата по однос на односниот ден, 17.10, или за ова што го зборувате. Значи, би рекол, нема никаква дилема. Дотолку повеќе еве и што го демантирате сето ова што во кое сте спомнати од овие кои ве спомнале. Затоа ете и апелирам особено кој не учествува во дискусијата, во конкретната емисија, да не биде спомнуван, или ако се спомнува некој што кажал од некоја претходна, посочете тогаш и тогаш кажал, како што гледачот има и други, еве, ќе го снимат, не е битно и ќе вратиме и ние, не е тоа проблем, ако треба да се извади. Дали било кажано, па да се спори, да се дискутира со тоа. Секако со представување од ваша страна, како што еве гледачот се представи, а и како што бил спомнат, колку што слушам со име и презиме, при тоа не слушнав дека тој што го спомнува кажува кој е, дека самиот се представува. Затоа ете во секој случај повикувам и ова да се објасни, гледачот го демантира, ги демантира оние коментари изнесени, како тој да ги кажал, а тие кои ги кажале, еве, исто така, нека повелат и нека објаснат на што мислеле, како мислеле, или секако, нивно е, нема да навлегувам во тоа, дали ќе се извинат и слично, приказната е генерално слична како со темата, кој колку има доблест и принципиелност и така натаму, кој кого да подржи, независно ако е во прашање и честа и моралот и така натаму, а независно од партиската или етничката приврзаност. Зборувам за случај, да речеме, ако имаме однесување какво што му се става, да речеме, на товар на кандидатот од Кичево. Очекувано е јасно и тој да демантира или да се утврди дали е тоа тој и така. Натаму, но суштината е јасно да се земе предвид сериозноста на таквите обвинувања. Така да и во овој случај секако имајте го предвид тоа и еве кој го кажал нека го разјасни тоа, во секој случај гледачот го демантираше како неточно, односно некажано од него, така да секоја сличност ете со негови изјави, ставови, еве воопшто нема никаква
поврзаност. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Па вака сега за Словенија. Знаете како? За Словенија кој комши ги има Словенија, кој комши ги имаме ние. Значи, нека дојде Словенија, меѓутоа ако се справи со нашите комши, ајде да видиме. Така да не е само да се рече Македонија и Словенија. Словенија е прва искочи од Југославија. Сега нешто кога се кажува, треба да се каже како што е. Така да Австро-Унгарија и ние овдека по турско не знам колку е све исто. Значи тоа се гледа и ден денеска и се познава. И така да Словенија е Словенија, има закон и се знае. Сега ќе дојде тука што ќе прави, со кого треба. Овој те признава, овој не те признава. Таму што е, таму се договараат и готово, културен народ. Така да не е само да дојде овдека некој ќе не среди и ќе не направи. Многу е важно околината, да бидеме реални. Сите живееме негде кај имаме околу комши. Сега знаеме кој што како и како ти е. Така да многу е широко тоа некој да дојде и да ти ја опре државата, ако не можеш сам да си ја опреш. Како сам што можеш, ако сакаш и ако бидеш упорен, тоа не може никој. Меѓутоа сега под ова сега ќе бидат комбинации повеќе на спортска прогноза. Со кој на кого ќе даде, кој од кого ќе земе довербата во вториот круг. Значи ова сега само да чекаме и да видиме што ќе се случи. Сега не ви слушаме, овој ќе ги земам гласовите од овој. Траат комбинации, договори, ја на тебе, ти на мене. Меѓутоа да ви кажам, не е серија, не сум толку да го бранам Мицковски, меѓутоа збориме реално. Значи, кога некој ти направил добро, ти него му забиваш нож у грб. Едноставно, брате, еве и Стефче Јакимовски како доби со поддршка на кој мандат беше со поддршка на ВМРО, што е реално. Значи, човек треба да биде да каже што е реално. Исто и сега. Значи, ако тебе некој те поддржува, треба Мицко изигра многу пати со неговата поддршка, а заради Така, благодарам. Но прашањето е дали за да ја добие поддршката Коленичел, како што вели Мицковски. Се шегувам, но која е цената тука? И дупови се спомнуваат и слично. И сега, ако било такво нешто, зошто не е кажано тогаш? Или, да речеме, а што, која е, црвени линии се често во оптек се дискутира, а која е црвената линија? Треба со коленичење може да се постигне нешто, без коленичење не може, со дуб, без дуб и така натаму. Има или нема? А сега Мицковски тоа го, Јакимовски го категорички го отфрла тоа, но излегува со друго пак контраобвинение. А исто е во контекст на ова што велите подржување. Да, подржале, а потоа му дошол со списоци за вработувања и маркици барања. И сега, навистина, конфузијата е тука. Има ли црвени линии или нема, или е се само интерес, и тоа интерес кој интерес, и не само непринципиелен, некој да коленичи и слично, па човек би се чувствувал непријатно, што знам, освен ако не сте некој крал и така натаму навикнат да, не знам, сече глави и така натаму, па сега да му се коленичи. А туку и многу повеќе противзаконски, како што Јакимовски тврди. Список на вработување. Тоа е секако пак јавна тајна тоа за списоци. Туку и тие дупови. Но ако уште доаѓа од премиер, сега прашањето е тука дали треба тогаш да има реакција од институција друга, од обвинителство, дали треба, еве ние зборуваме тука кој како што спомнал како став, како размислување, па гледачот реагира, не сум кажал, демантира. Тука имаме обвинувања кои велам, ако ништо друго, банална работа, коленичал, па го отвораат прашањето, а така ли се добива поддршка? Стручност или послушност, еве го. А потоа што имаме како резултат? Значи, одиш, коленичиш и ќе добиеш поддршка. Па така ли се добива? Еве, помнатаму не треба да се оди. Кој е начинот како да се, не знам, добие поддршка, да се влезете, токму поддршката сега за вторите избори, за вториот круг? На кој начин? Ако е коленичење, тогаш секој друг начин има. Коленичење било само коленичи, добро поминал. А некаде уште, не знам, финансиски, некаде ветување вакво, некаде онакво. Коленичење ништо, што те чини? Мислам, ако немаш чести, така натаму. Повелете, добар ден. Да, добар ден, повелете. Да, добар ден. Се слушаме, повелете.
Ало, Да, добар ден, повелете. јас сум? Да, вие повелете, да се слушаме. Мислам, треба некој друг да биде пред мене. Не, одлично, ајде, мислам кој да е добре дојде, повелете да. Што беше работа, бе, не пати по почеток кукањето, полемичење, што го спомна тој од Кичево, Алајдин Демири, што се јави, што го навреди, не можам да го разберам. Ба не, добро, тоа е друго, за во претходна емисија некој од учесниците кажал нешто во негово, дека тој изјавила не е така, па демантира. Добро, до толку, не треба... Да, нема, не се обтоварувајте, да, ете, мислам едноставно демантот е прифатен и пренесен, да. Он лично не може да го тужи тој што зборил, така кој и да е. Имаме дискреција ние овде, ова емисија е таква, емисија контактната, што не мора да се знае кој што од нас брнги. Ако нешто претераме, имате дугме таму, штрак, ајде, на здравје. Значи, броеви моеви, вие, кој што знам, наши не гледате, така? Добро. По телевизија. Какви судски налог, какви баклачи, мислам, тоа се, ако функционирате на тој начин да им правите услуга на полиција, да жалбата на Алајдин Демири да ма оставите, тогаш емисијата Драга би требало да укинете. Ради тоа што броевите наши не сме да бидат достапни јавно. Ако сами не ги дадем, колку сакате сватите ме озбилно или погрешно, али емисија се со дискреција. Некога што знам ки мојот број не го гледам. Немате писате мојот број, а мојот глас може секој да го имитира, да изиграва дека сум да. Така да, може за тема не може да зборам. Ја имав еден таков случај порано со директорите на железница. Колегата Солодман проба нешто да изиграва, ама не успеа. Ајде биди поздравен. Благодарам ве, поздравувам. Добро за оваа ситуација денеска која слушнавме за демантот се однесува на тоа дека му било на гледачот, на учесникот, дека бил спомнат, дека кажал нешто што не кажал. Тоа е тоа и во таа смисла демантира дека тој тоа го кажал што ете му се припишува, што му било припишано на 17.10 и за што пушти материјали. Дека наводно тој го кажал тоа. Тој ете демантира дека не стои за тие ниту ставови, ниту изјави. Повелете, добар ден. Добар ден, дали се слушаме, повелете. Дали имаме некого, повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, се слушаме, повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме, поздрав до вас. Епа, јас сум тој што демонтирам и сакам дека да кажам за тоа Демириш себе од Кичево, ни го знам, не го познам. Меѓутоа, а вие бевте тој што спомнавте или? Јас го бев. Меѓутоа тоа е речено. Добро, кажете. Тоа е речено, тој го рече тоа. Ако не го рекол Демириш сличен кој некој глас, нему му се извинувам. Меѓутоа беше речено дословно. Тоа дека не се убиет последниот комунист не зна како во Македонија. Тоа беше, ако не го рекол тој друг, ако не го рекол тој се извинува. Меѓутоа тоа беше кој да е. Пак поново ќе кажа, благодарејќи на комунистичката партија која поведе партизаните, ние се ослободите од балистите, од фашистите, од бугарите. Пак ќе го кажа тоа. За тоа што се односи, значи тоа ако не бил тој му се извинува. Ако имал некој други двојник негов глас, ако имал, тоа е друго. Значи ако не бил Демири, не го знам, ете не го познам, ја му се извинувам. Мајде ја не се плашам на судски, нити су му кажу име, презиме, нити тој ме знае кој што ништо што. Меѓутоа ете како човек осеќа чувство, ако не е тој му се извинувам. Ако за нас сум навреден. Меѓутоа тоа беше речено, можете да опуштите и пред тоа тој еден бугарин секој пат што не вика славјани македонски, он им беше тоа провокативно речено, нас провоцираат. За кој бил тој, што бил, ако не бил да мери, значи се вина за други беше тоа речено, така е. Што се однесува за гласањето сега за избориве во Кичево, јас ќе кажам, кажав ќе сопат, ја го предложи, пред да предложи ВМРО ДПМИ да сам било кој никој не предложија за кандидат да биде доктор Александар Јовановски, не како член на ВМРО, него како човек, како личност кој е за толеранција, за сожие со граѓаните, со кичевчаните, не е корумпиран, но е од благочестиви родители, не е националиста. Само да им кажам на јавноста, жена му е потек од Албанка, од тука од Кичево, има 3 деца, фала Богу, семејство формирано со тоа се докажува дека тој не е националист, како што вие пропагираат низ Швајцарија, македонците за Кичево, за градот дека.
Благодарам ве, поздравувам. Тоа што некој не го кажал, тогаш веројатно не го ни мислел за случајот за кој зборуваме токму и околу демантот, а и ако мислел, не може да се докаже. Затоа што не го кажал. Затоа, впрочем, и гледате снимки и не сега со ова што е актуелно со тие скандали, туку и претходно бомби и така натаму. Затоа што од мислење, кој што мисли, вие не може да докажете, сигурно мислел. Затоа се прислушувања и така натаму, да се фати некој, да се истрча да каже тогаш веќе, еве го кажал, ти си или не си. Така да во таа смисла, ако не е кажано, не може ни да се докаже дека мислел, односно едноставно не може ни да му се припише никому. Ајде се надевам дека е решена и дилема и недоразбирање и дека ќе ги имаме или да се надевам немаме воопшто во иднина. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам ве, поздравувам, повелете. Па Демири е во право, јас се сеќавам на таа емисија и баш знам дека не учествуваше, а господинов го инволвираше во дискусијата. Значи затоа треба малце поспоро да се зборува, да се размислува кога се зборува и да се слуша кога зборуваат другите. Так. Истото мене ми се случи во петокот, една господја ме инволвираше, ако се сеќаваш, бараш од мене извинување за Ленче Ристевска. Нито ја спомнав, може сега неќем да ја враќам емисијата, не ја спомна во тој контекст, Ленче Ристевска беше спомната, во контекст на бонусите од СЕО. Ама ете господјата исто така прво. Сериозни сме, нема потреба се да враќаме да. Ќе убаци 100 на саат збора и не слуша другите што зборат, не ги разбира дискусиите и овде ќе се запењави, ќе се возбуди колку да испадне интересна. А околу ова кој кого ќе подржи и кој коленичел, па сега ја гледа снимката Стефче пред некоја година хвалоспеви за Мицковски, го дигаше до небо. Како сега најнаш го смени мислењето. Истото и на друга снимка гледав кај што СЕО го критикува, а пред тоа хвалоспеви за СЕО. Значи некако многу ми менја мислења Стефчето. И на кого да веруваме, на човек што е на црна листа на американците и судска одлука има? Американците, знаеш, баш и тоа сега го читат сообщението од американците. Докажано, значи, учество во криминал. Значи, тврдат, после неговите приговори, америчка амбасада тврди. А американците не тврдат на джабе, сигурно не тврдат, има некои документи. Да, иста имаме ситуација. Кој е сега во право, да, јасно? Тоа е исто. Така. Овие се интересни, знаеш, така, ко Филипче, вика за година дена не можел да го реновира СДСМ, а од ВМРО бара за една година држава. Аха, да, добро. Ајде во друга прилика секако ви благодарам. Поздрав. Добар ден, повелете. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Повелете, се слушаме, да. Абе, ви се уште пред некоја емисија јас ти кажав дека сами си го служнуваме работите. Зошто? Затоа што имаме втор круг за нешто што не е потребно. Јас оставам тврдам дека треба да се одбива сето во еден круг. И без цензус. Па кој седи дома нема право да се љути, дали било ѓубрето исчистено, не исчистено, дали овој градоначалник е во ред или не е во ред. Значи, изедва кој победва, кој има повеќе, тој победва. И завршва тука. Овие математики нема. И барем порано ќе почне да се чисти ѓубрето. Ево веќе читаме дека во Струмица жители си пуштија рака и ја ослободија фотелјата. Дека Костадин Костадиновиќ ја ослободи. Животот понатаму течи. Сега ние правиме тешки математики, овој кој ќе го подржува, зошто патетото поддржување има своја и цена. Јасно. Никој не поддржува на лепе очи. Вака ти си мораш да ги мотивираш своите обожуватели, да речам, како градоначалник, и да излезат да те изгласат, да ги убедиш, по-конкретно кажано, во оно што ти го нудиш. Сега не може, имаме абсурдни ситуации. Овој годи 60.000, сега сите другите се организират како да ги анулираат тие да имат 60.000 плюс 7, да го победеле. А кај има така? Стално ако гледаме така, стално таа опозицијата може да се групира и волјата на народот да не се исполни. 6.000 и кусуро води во Кичево. И за тој треба да се треси цела недела
Данес сите овие други напред некои инженери за да не победи доктор Лукичев. Нигде го нема то. Меѓутоа законите се криви. Како што немаше нигде, ама Калето тогаш многу притискаше. Како што кај нас не постои втор победник на парламентарните. Затоа што волјата на народот е победникот. Ако не може да направи влада, тогаш се оди на нови избори. Затоа што стално ќе биде уценет победник ако нема свој 67. Фала. Фала ви, благодарам и јас. Но токму тоа околу подржувањето и на слична линија сум и јас, дека се си има своја цена, особено во политиката или во економијата, како велат, нема бесплатен ручек и така натаму. Одите на ручек, да, но се знае зошто, некој ќе го плати тој ручек. Има своја цена, особено велам и во политиката, или во вакви ситуации да се подржи. Во случајот политиката, особено локални избори, и ситуација со подржување е ситуација во која не се бира некој по заслуги. Самото тоа подржување го анулира тоа. Не е ова, бираме ние научник на годината и така натаму, па да видиме кои трудови направил, достигнување и слично. Туку е пред се партиски, па потоа одат и тие приказни интегритет, човек и слично, што ќе направи. А кај подржувањето, апсолутно значи тоа да го подржат некои кои инаку воопшто не би го зеле предвид. Затоа велам, тој нема универзална вредност, доаѓа научник или не знам некој доброчинител за сите. Туку се знае, тој што би го подржал си има свој кандидат, кој заради некои околности, еве да речеме, има слаби изгледи, ајде тогаш поддржи го нашиот. Но тоа е директно, значи, затоа со економијата направив паралела. Ке си седнат, некој ќе го плати ручекот и ајде добро се договоривме вашите гласови да преминат таму. Затоа што тие се договориле, не затоа што тие инаку би гласале. И нема ниту да гласаат, туку гласовите ќе отидат таму. А избирачите ќе си гласаат за тој свој. Договорот е каде да отидат понатаму гласовите, да се даде поддршката. А цената е јасно од тука произлегува потоа. Ете, ние поддржавме, сега тоа треба да се исплати. А се исплаќа, значи, токму сите тие кои му овозможиле во таа пирамида да стигне до врвот, поддржаниот, треба да си земат и свој дел од колачот. И потоа треба да си дојде на наплата. Инаку зошто поддржале? Тука на тој ручек кој треба некој да го плати, се договара. Ке поддржите, но ако помине тој, тогаш вие ќе имате ова, ќе учествувате во распределба на колачот власта и ќе имате своји одредени функции или придобивки. Така да, тоа е генерално тој модел, а клучно останува прашањето, а што ќе добијат граѓаните? Затоа што самата приказна за подржување не е подржете го затоа што тој најдобро ќе направи за граѓаните, а тој другиот нема ли можеби? Не знаат граѓаните, тој е подобар другиот можеби. Но не, тоа е таа битка. Дај овој да дојде, па ќе има и за вас. А што ќе има за граѓаните? Сигурно ли е најдобриот? Тоа е таа генерално приказна која, велам, како во економијата, така и во политиката, јасно си има своја цена, но најголем проблем или најголемо прашање тука најскапо да не платат граѓаните. Затоа што ова се само нивни математики. Ако се погоди, добро, тоа е како стројници. Па земи ја ова или ово и така натаму, добар е од ова семејство, но богате ќе имаме ние, ќе имате вие и слично. Сега ако си се погодат и тие, добро ќе им биде. Но е на тревка. Или, со други зборови, не се води сметка за тоа. Туку примарно е тоа, добар е тој, добар е таа, добри семејства и слично. Одредени интереси. И тоа е суштината сега. Дали и ние ќе при овие пазарења добиеме на вистина нешто или мачка во вреќа, што се вели, тоа е друго. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани со... Почит до вас, повелете, добар ден. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па, воопшто, мене политиката на коленичење на некои кандидати на опозицијата не ми се допаѓа. Ба јасно, тоа е понижувачко. Например, мојата баба, Бог да ја прости, ме воспитуваше на следен начин. Значи, можеш да коленичиш, или пожелно е да коленичиш во три ситуации. Пред твојата си идна сопруга,
пред Бога и пред мајка Македонија. Значи, само во тие три. Друг исклучок нема. Околу тоа, дали верувате за некој кандидат, дали е подобар, не подобен или ваков или онаков, независна Македонија и гарантира и по устав и по пракса слобода на уверувањето. На крајот на криштата ние и имаме уверување и слобода да кажеме дека има повеќе вистини. Еве чист технички пример. Вие се наоѓате во Скопје, јас во Битола. Некој во градот Велес да ја нацрта бројката 6. Вие ќе речете, ако гледате кон Битола, ќе речете, па ова е бројот 6. А јас од Битола, ако гледам кон Скопје, ќе речам, па ова е бројот 9. Значи, зависи од местото или позицијата од каде наблюдувате. Вистината, значи, може да е и повеќе значна. Иначе, дека има валкани игри, фала Богу, има, ете, на социјалните мрежи, да ги наречам овие што се приврзаници кон власта, еве, кон нив ќе упатам сега овај пат критика. Извадена е со на вештачка интелигенција една снимка за кандидатот Амар Мециновиќ како извикува одреден верски повик. Да монтира. Значи, исто онака како што ботовите од левица пак монтира дека Мицко е бугарин или имал пасош бугарски или така натаму, сега пак овие му возвраќа. Меѓутоа пак ќе кажам на крајот. Вие имате како граѓани слобода на уверување. Нека доврши гледачот. Да, слобода на... Слушам. И добро, тука завршивте и вие, предпоставувам. Благодарам, поздрав, ете и добра поука каде човек што да прави, да коленичи пред идна сопруга, пред Бога, пред мајка, татковина или што и да е. И ако е машко, барем 3 работи сам да прави. Да си сипа пијалок, да си, ако пуши, пали цигара, што му пала други, трета исто, ајде да не зборувам, ќе отидеме во други сфери, но која беше, имаше и трета. Неколку работи сам да си прави, како велатарен маж, сам си ја соли манџата. Но добро, да не звучи ни шовинистички. Секако, туку во смисла во која, мажот треба да биде оној кој ќе и го создава и се грижи семејството и така натаму, а заедно со жената комплетно таа пак како чувар на домот ќе го градат тоа семејство и понатаму секако доаѓаме до ова, до татковината и слично. Повелете, добар ден. Добар ден и поздрав, се слушаме, да. Ова ми е ретко со емисијата пред овие двајца. Пред овој Преспа и овој Томислав последниот што збори. Со него Исо, кога сакаш викнине на дуел на телевизија. А со кого? А зошто јас не доживувам дуел со вас, ниту со кој било? Ама ја доживувам дуел. А што ние двајца дуел? Да. Но зошто јас не спориме ништо, но па не. Ние си разговараме со сите. Кажува работите, прво не живееш у демократија, дека разбере еднаш за секој пат. Биполарна држава не пие демократија. Прочите таму 15 век првата демократија била у Атина, град држава. И како било? Исо, имаш ти ако председател толку и толку членови, он нека каже колку членови има само. Не знае. СДС не знае колку членови има. Не е демократија. Прво. Ај сега пријателот од Преспа, точно е што го каже, например, за Стерче. Дека оне не нагласи дека на црна листа е ставено од американците за урбан криминал. Најтежок криминал. И дека на таа територија Стевче што е води, секој комшија му е. Тука и држи му абето. Ама види Исо, државата треба да води сметка колко пред избори ќе го става на гласање за пред овакво, да не треба да го става. И нешто друго. Граѓаните бара отворени лица. Не им се одобри. Бара овакво смалување на градоначалници. Не им се одобри. 33% сами си го измислија партија. Сами си го измислија. Кој сака 33%? Демократија ти е над 50%. Кај има? 15 некој намала.
Благодарам, ве поздравувам на не ми е сосема блиска велам во овој формат и со вас, со сите кои комуницираме редовно релација на дуел. Јас доживувам повеќе како начин во кој треба едниот да докаже надмоќност на другиот, супериорност. Кој кого ќе понадмоќно ќе го тушира, нокаутира. Може би не мислите така, но затоа велам, дебатирање е она што го правиме и заеднички изнесуваме размислувања, аргументи, контрааргументи, разјаснување, оспорување, се едно. Не сте во право за мене, не се согласувам со вас, хипотетски велам, не за ова. И така натаму, отколку ова дуел некако повеќе ми звучи, меч сензационалистички во арена, во ринг и така натаму и да видиме кој е кој. Што велам, не е исклучено, но зошто ако имаме формат на дебатирање и една историја на добра комуникација, зошто би оделе таму, тоа е, мислам, во тие сфери. Така да, а за ова тоа го правиме постојано и се додека имаме различни мислења од еден до друг, вклучително и мене, јас го гледам тоа како неисцрпна ризница на објективност, на плурализам, на слобода на мислење. Си спориме, дискутираме, дебатираме. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Господине Лидија. Да, повелете, се слушаме, вие сте. Сега исто вака. Да, кажете. Во добро нас сега воре овој Мицкоски, ова влада знае на чело со Мицкоски. Значи, Стефчо Екимовски поскитно треба да го гласат и да не оде сега на втори избори. И онај Герасимовски. Значи, тие му даваат дозволи за овие инвеститорите што градеа згади кај Holiday Inn, па и во Карпор Стефчо Екимовски. Па и исто и онај од Битова, Тони Коњановски. 6.000 евра дал за храна за кучиња. И таа Лавајка и Мамуди, по хитно нов закон да се донесе. Арно и Степало оние кучињата во Кичево, 40 кучиња. На Македонија не и требат кучиња. Наталитет на кучиња имаме ни, а наталитет на луѓе немаме. Уместо кучиња да гледат, они кучиња гледат тие у Скопје жени, поготово у Скопје. Значи, нас не треба наталитет мисловски во добра наска, а во државата. Значи, најбоље да се инвестира во белата чума за наталитет и во агрот и во земјоделието. А тие у Битова, Тони Коњанови 6.000 евра дал за храна за кучиња и тие закон по хитно да се укине таа Лавајка има мајка што... Да се прекина изгледа врската. Имаме ли... Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Па и требаше да се прекине врската и да му кажам на господинот дека жените што шетаат кучиња во Скопје се по потекло од хавадарци. Затоа што не сакаат да обработуваат грозје, па доаѓаат во Скопје да шетаат кучиња. Доста веќе ги навредува скопските жени. Страм да му е. Тако да у хавадарци не шетаат кучиња. Прво, второ, овој збор коленичење ја прв пат го слушнав од политичарите. Ни од мајка ми, ни од татко ми. А најмногу од ДПМН е. Нема потреба никој на некој да коленичи. Ни на Господ, ни на државата. Господ ни дал две раце и нозе и глава и рекол работете и обстанете во животот. А не трчајте по политички партии. Кога бил Господ кој се појави во светот, немало политички партии. Јасно. И што се, а ние на некого ќе му навиваме гласајте за овој, гласајте за оној. А ја вака ќе им речам. Секој нека гласа за кого сака, ама за ВМРО не. Се извинувам, ова е шега. И за ВМРО нека си гласаат. Меѓутоа, никој нека не ми кажува мене за кого да гласам, поготово на медиум. Ја не знам зашто не им наплаќате. Со кое право оној во првата емисија? Да гласате за ВМРО. Ај па јас сега ќе ви кажам, гласајте за овој другиот, не знам како се вика. Карши орце што е. Па какво е тоа однесување простачко? Па доста веќе 35 години имаме партии, срамота е веќе. Па малце они ни соват памет, па и ние меѓу себе.
Па што сака нека прават? Ако ние во првиот круг не сме одлучиле за кој ќе гласаме, нема потреба они уште да ни солат памет и на некого да му кажат дали треба да коленичи или да свитка глава или кичма или не знам што. Срамота од политичарите, а срамота и од граѓаните. Благодарам пријатно. Ви благодарам, ве поздравувам и благодарам уште еднаш. Како порачаниете дојдовте и токму накрај нема, значи додека не дојде жена да заведе ред, нема ништо, ете мажите кои ќе се расприкажат. Беше ега во вистинска смисла велам убаво, фино, чисто, директно, неколку работи извлековте. Во она отрезнувачка смисла, секој да размислува сам, да не се занимава со другите работи, да ги тргне настрана и тие идеи безсмислени, кои кому нешто коленичел или правел и така натаму. Така да, јас немам што повеќе да додадам на тоа. Останува еве да размислиме за она што е кажано, она што сме го слушнале, што сме го кажале и ете со формулиран заклучок, став околу во случајот конкретната тема ќе дискутираме и во друга прилика. Имајте пријатно попладне и останете со Телевизија 24. Довидување.